Јас пред мене ја гледам анализата која што ја правила акредитираната лабораторија Технолаб, за која што зборуваше градоначалникот, и гледам дека цијанидот во случајов е 0,014 ви 0,01 дозволена вредност, која што е за 14 пати поголема, што значи дека она што директорката го кажа дека е 2 пати, тоа е неточно. Иако сте свесни дека цевководот е стар над 30 години, дали воопшто, и ако да, тогаш колку пати имате извршено контрола врз овој цевковод, што е дел од вашата техничка опрема за работа на вашата компанија? Добро. Точно дека цевководот е постар, не знам колку е точно години. На 30 години, како што кажавте кога гостувавте во претходна емисија на Да, тоа е целиот цевковод, меѓутоа овде се работи за дел каде што е пред неколку години саниран, бидејќи се работи за дел кој што е подземен и каде што се делени овие три, односно плюс 2 за санитетска вода и за противпожарен систем, и тој дел е бетониран. Се работи за цевковод кој што е на длабочина од 2 метри и нема како да се направи проверка. Тоа е многу мала шанса да пукне таков цевковод и ние тој дел од цевководот го третираме како цевковод, прво кој што е безбеден и второ кој што нема во него опасни материи, за да се обрне посебно внимание како што го третираме, да речеме, цевководот секојдневно за што оди јаловината од флотацијата до јаловишната депонија.